Од Сабајле е загадено многу, се појавува тешко дишење. Ние во геномот сето тоа подоцна ќе го осетиме. Радикалните проблеми не може да се решаваат со шминка. Проблемот со загадениот воздух не е затоа што не сме ги вклучиле вистинските луѓе да ги работат вистинските работи. Не барам алиби, владата ја носи одговорност. Секој утро на кеот на Вардар, веќе 5 години Марина Домазетовска трча рекреативно. Подготовките за Скопскиот маратон за мај идната година почнуваат уште од зимата. Но вели дека секоја година е се потешко, зашто загадениот воздух се повеќе ја гуши. Многу е тешко да се трча во Скопје во овие временски услови. Скоро невозможно е и сите пријатели мои кои што рекреативно се занимаваме со трчање ги намалуваат тренизите за време на есенскиот и зимскиот период. Од Сабајле е загадено многу и не може да се трча, значи ќе се појавува за тешко дишење, додека после работа, ако проба некој да изеде, тоа е невозможно, значи пошто тогаш е уште поголемо загадувањето. Марина е мајка на 2 деца. После тренингот ги носи на училиште. Загрижена е дека речиси секое утро загадувањето на воздухот е многу големо. Јас денеска ги оставив децата прв пат после долго време без маска во школа, бидејќи рутински кога станувам од Сабајле проверувам која е состојбата на загадувањето на воздухот и денес беше не во црвена зона, во портокалова зона, па децата побараа да може, ако може да не ги носат маските. Така да ние сме научени веќе да живееме во ненормални услови. Скопјани не само што го чувствуваат загадувањето на воздухот, туку тоа и се гледа. Ако се качите над градот, ќе го видите сивиот слој од чад и магла. Преку него, тешко може да се препознае градот и да се види како тој живее во зима. Но ако се спуштите доле, со утрото градот веќе почнува да функционира. Метеш од автомобили, се чека на крстосници. А ретки се оние кои во овој период возат велосипед. Автобусите и камионите ја зголемуваат бучавата. Голем дел од нив се стари и не се одржувани. Градежништвото издига нови згради, а индустријските објекти близу центарот на градот се во полна пареа. Ова е Скопје, еден од најзагадените градови во Европа. Преку густата магла се влегува во Тетово, вториот најзагаден град во државата. Од Тетовското кале можат одвај да се видат само најблиските куки. Обвиени се од маглата и смогот, кои за време на зимата се типични за градовите кои се наоѓаат во котлини. Во тесните калдрми чадат од џаците на куките. Поголемиот дел се стари или немаат фасади. Тука домакинствата се греат на дрва. Подготвени се за горење, но некои се уште влажни, а за загревање неретко се горат и пластики, ткаенини и друг отпад. Кукните печки или котли за грејење не можат целосно да ги согорат овие материјали, па недогорените штетни материи се испуштаат веднаш над куките, кои луѓето директно ги вдишуваат. Во вториот најзагаден град во Република Македонија, Тетово, покрај проблемот со загадувањето од индустријските капацитети, граѓаните велат дека аерозагадувањето го причинуваат и големиот број на автомобили, но и отсуството на јавен градски превоз. Според податоците од Заводот за статистика, лани во Тетово биле регистрирани околу 12.000 автомобили, од кои поголем број, речиси 7.000, возат на нафта. Проблемот кај нас е што не се знае од кај да се почне. Гасоводот, прва и најважна работа е да се донесе гасоводот и да се постави централно грејање во Тетово. За град кој е втори или трет по големина во Република Македонија, да нема градски превоз е срамота. Да се среди конечно да почне нешто да се работа на овој урбанистички хаос кој го спречува движењето на воздухот во Тетово. Толку згради се изгради една покрај друга што буквално улиците ни личат на тунели. Воздухот нема кај да циркулира и не може ова
овој отпад што го има во воздухот да го однесе некаде подалеку, да го распореше. Едноставно цело време ни е тука. Радикални проблеми бараат радикални решенија. Ако, например, јас сакам да идам на работа со кола, треба да платим паркинг, како што е во Осло, како што е во Лондон, како што е во сите европски градови. И ќе плаќам 100 денари на час, ако морам, ако сакам. Но, ако имам јавен превоз, ќе го користам јавниот превоз да идам на работа, за да не плаќам толку паркинг. Вакви радикални мерки се потребни. Веројатно политичарите не ги сакаат овие, пошто не се популистички и веројатно им губат гласови, но радикалните проблеми не може да се решаваат со шминка. Загадувањето на воздухот во Македонија е главен еколошки здравствен проблем. Аерозагадувањето ја чини државата околу 300 милиони евра годишно за здравствени услуги, а како последица од него годишно умираат над 1300 луѓе. Затоа сите ги следат и зборуваат за PM10 честичките со диаметар помал од 10 микрограми и PM2,5 честичките со диаметар помал од 2,5 микрограми. Микрочестичките може да продрат длабоко во белите дробови и крвните садови и на нив може да се прикачат загадувачи на воздухот кои се канцерогени. Докторите велат дека после децениската изложеност на загадувањето ги чувствуваме последиците од главоболки и општа непријатност до срцеви и белодробни заболувања, оштетување на нервниот систем, рак, па дури и предвремена смрт. Ние во геномот, сето тоа подоцна ќе го осетиме како момент и факт дека ни се случува на нас. Ние до сега за 10 години никој не се потруди на некој начин да одговори или да ги истражува последиците од загадувањето. Ама апсолутно никој не се потруди да барем побара момент што се случува со самото загадување и во плацентата на мајките, и во белодробието на децата, како подоцна тоа ќе биде пренесено на идните генерации како генетски фактор, дали ќе имаат некој тригер фактор на отклучување на одредени заболувања кои што се јавуваат кај дечињата, икс работи кои што навистина ние како општество не ги разгледуваме 10 години. Беше сето тоа под вело на превес на тишина. Но зошто воздухот во Македонија полека не убива? Квалитетот на воздухот во Македонија се следи уште од 1965 година, најпрво со земање примероци од некои загадувачи. Но кон крајот на 90-тите години мониторингот бил модернизиран и проширен на цела држава. Денес Министерството за животна средина го следи квалитетот на воздухот со 18 станици во различни делови на земјата, а резултатите од континуираните мерења се јавно достапни во реално време на интернет портал. Податоците покажуваат дека просечното ниво на концентрации на PM10 во текот на годината во градовите е околу 80 микрограми на метар кубен, што е двојно поголемо од дозволената гранична вредност од 40 микрограми на метар кубен. Концентрациите на PM10 честичките се надминати во сите локации, освен во селото Лазарополе. Загадувањето со овие микрочестички е најголемо во декември и јануари, а највисоки концентрации има во Скопје, Тетово и Битола. Доколку се надминати праговите на информирање и праговите на алармирање, тоа се надминување на среднодневните концентрации, например за PM10, 2 дена над 100 за информирање и 2 дена над 188 за алармирање. Тогаш се известува исто така инспекторатот, Центарот за управување со кризи, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски и се прогласува така наречената алармантна состојба. Меѓутоа, некои мерни станици не можат да го измерат присуството на одредени штетни соединенија во воздухот, затоа што не се одржуваат редовно и за нив нема резервни делови. 3 октомври е последниот датум кога мерната станица во Лисиче регистрира надминување на граничните 50 микрограми на метар кубен присуство на PM10 честички во воздухот. Тоа не значи дека граѓаните на Лисиче и околината дишат почист воздух. Туку дека оваа кутија овдека не го регистрира присуството на суспендираните PM10 честички поради дефект кој не е саниран повеќе од 2 месеца. Метеоролошките услови во земјата, особено во зима, дополнително ги зголемуваат концентрациите на загадувачките материи.
Температурата на почвата е ниска, воздухот приземен е постуден. И во тој случај нема можност загадувачките материи постепено да се искачат нагоре, туку остануваат долго време, односно до моментот дека дувне силен ветер. Значи најбитно е радиациониот биланс кој се јавува во текот на долгите ноќи и не соодветно на енергија која доаѓа од сонцето, значи во текот на зимските месеци немаме доволно сончева енергија за да ја загрева ова што Лјупчо кажа почвата, за да има тука проветрување. Професорот Меловски вели и дека не се следат сите загадувачки соединенија во воздухот, како што се некои материи кои се ослободуваат од согорувањето на фосилните горива. Немаме континуиран мониторинг, не постои интерес да се мери, кај нас се интересот од денес за утре. Значи, ако се мерат PM10 частичките, ако тие покажуваат високи вредности, за среќа некој донирал па ги имаме и можеме да следиме па да алармираме како јавност. Ако тоа не е, ние никогаш нема ништо да преземеме. Тоа е трагедијата, нели? Обврска на државата е да ги следи состојбите внатре, да вложува за одредени сегменти. Па така, граѓаните во моментов најчесто се информираат за загаденоста на воздухот од Мој воздух. Мобилната апликација ги користи податоците од мерните станици, но сепак ги прикажува само моменталните концентрации на PM10 частичките во воздухот, а не среднодневните вредности на нашата изложеност на аерозагадувањето. Ја изработи граѓанскиот активист Горјан Јовановски. Тој ги следи и ветувањата на скопските власти. За жал, голем број од тие барања, како што може да видите, се уште се неисполнети. Единственото целосно исполнето барање, кое што беше потврдено од ОДВА иницијативата, беше за прекинување на прскање на улиците со одредени супстанци, кое што реално не е многу тешко да се исполни ако нешто се прекине да се прави. За жал, 400 плюс дена веќе се поминати од почетокот на мандатот на градоначалникот на Скопје, но броевите, како што може да видите, не се најпрекрасни. Ова е примерок од воздух земен од центарот на Скопје, а ова е примерок од воздух од индустријски капацитет. Анализите на овие примероци ги прават на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ја посетивме нивната акредитирана лабораторија, која врши мерење и анализи на частичките PM10 и PM2,5 во воздухот, додека мерните станици на Министерството за животна средина даваат податоци во реално време. Во лабораторијата на Универзитетот, преку анализа на примероци, се добиваат детални информации за загадувачките материи во воздухот. Најпрво, во период од 24 часа, се зема примерок од воздухот, кој се филтрира преку специјални филтри, поставени во овие глави, и на кој се задржуваат микрочастичките. Потоа, филтрите се подготвуваат на одредени услови за да се елиминира влијанието на влагата, промената на температурата и слично. Тоа што го гледате на филтерот се исклучува PM10 и PM2,5 частички веќе селектирани со тие уредите за селекција. Меѓутоа тоа што го дишаме. Реално овие частички се со dimenzии кои влегуваат или PM10 частичките во зоната на грлото, торакалниот дел, а PM2,5 влегуваат во белите дробови. Анализата на хемискиот состав на частичките се прави на флуоресцентен рентген, а во рентгенскиот дифрактометар се анализира нивниот минерален состав. Анализата завршува со електронско скенирање на микроскоп, каде што попрецизно се дефинира изворот на частичките и какво е нивното влијание врз човекот. Врз основа на овие податоци можат лесно да се определат соодветни мерки за заштита. Министерството за животна средина во неговиот извештај за проценка на квалитетот на воздухот во целата држава, кој се однесува на периодот од 2005 до 2015 година, како главен загадувач во текот на зимата го посочува затоплувањето на домакинствата. Според податоците на Заводот за статистика од 2015 година, дури 62% од домакинствата се греат на дрво, бидејќи така е најевтино. 29% користат струја, а само 8% се приклучени на системите за централно грејење, затоа што нема пристап до мрежа на дистрибуција. Сообраќајот е наведен како втор најголем загадувач на воздухот. Дури половината од регистрираните возила во Македонија, или околу 220.000, ги исполнуваат ниските Евро 0 и Евро 2 стандарди, што значи немаат катализатори на издувните гасови и испуштаат високоштетни материи.
Индустријата е третиот загадувач на воздухот. Електраните рек Битола и рек Осломе немаат уреди за десулфуризација и користат низок квалитет на кафеав јаглен и затоа испуштаат најмногу сулфур диоксид. Токму државните компании во енергетиката и металургијата, рек Битола, ТЕЦ Осломе и Југохром, не поседуваат интегрирани еколошки дозволи. Професорот на Машинскиот факултет Даме Димитровски вели дека е потребен системски пристап за решавање на аерозагадувањето. Тоа се покажало успешно на два пати кога Скопје се соочувал со загадување на воздухот во 90-тите години. Првиот пат проблемот бил со оловото, што се емитувало од сообраќајот, кога се направила програма за безоловен бензин за автомобилите. И вториот пат, големите концентрации на сулфурните соединенија во воздухот, кои потекнувале од сообраќајот и топланите, биле намалени откако горивата станале безсулфурни, а топланите се прифрлиле од мазут на природен газ. Вообичаено политичарите сакаат да цитираат странски политичари кои што имаат повеќе искуство. Бертолини во својата изјава во Скопје рече: голем дел од проблемите со кои што се соочуваме, па и проблемот со загадениот воздух, ни е затоа што не сме ги вклучиле вистинските луѓе да ги работат вистинските работи. Очекувам дека не смееме ни ние ни владата да се затвара во мали тимови кои што рециклираат едни исти истражувања и ги прикажуваат стотина пати, туку треба да се направи план за истражување, да се направи модел за градот Скопје. Специјалистот по еколошко право Александра Бојаровска се согласува дека не се преземени вистинските активности и мерки. Таа уште пред 3 години покренала постапка за надзор врз властите во Скопје, Тетово и Битола, бидејќи покрај законските обврски немале планови за справување со аерозагадувањето. Планови сега има, но треба и да се спроведат, вели таа. Во ниту една од општините не ја имплементираат главната мерка која што вика прекинете со уништување на урбаното зеленило и прекинете со понатамошна градба. Значи тие се мерки кои што во суштина секој во секоја општина може да ги спроведе веднаш. Од друга страна, еден од поголемите проблеми со кои што се соочува, генерално Република Македонија, е индустријското загадување. И што правиме со оние интегрирани и Б интегрирани еколошки дозволи. Доколку се наоѓа во рамки на урбано население, доколку се наоѓа во подрачје на луѓе кои што живеат, доколку самата околина околу фабриката има одредени временски услови кои што го отежнуваат или допринесуваат за поголемо загадување, како што е например котлина и така натака, општината, тоест Министерството за животна средина може да даде построги услови за тие загадувачи. Интегрираните еколошки дозволи на големите индустријски објекти ги контролира Инспекторатот за животна средина. Во последните 7 години, инспекторите поднеле само едно барање за кривична поставка против голем индустријски капацитет, додека сите останати контроли завршиле со парични прекршоци или опомени. Министерството за животна средина нема сопствена лабораторија за мерење на загадувањето, но тоа го прават 3 приватни акредитирани лаборатории, кои покрај тоа што комерцијално вршат мерења за големите индустријски капацитети, може да добијат и тендер од Министерството за мониторинг на истите објекти. Вие кога ќе отидете на терен, кога ќе извадите од мониторинг извештаот, вие се базирате на тоа. Значи вие мора да верувате на тоа. Инспекторот не зима мостри, не мери бучава, значи он само ја спроведе инспекцијска постапка. Значи инспекторот кога иде треба записнички да констатира во момент на надзорот или од мониторингот дали има одредена деградација. Најголемиот предизвик е тоа, они имаат акредитиран мониторинг и вие треба да верувате на него. Владата неодамна ја усвои двогодишната стратешка програма План за чист воздух. Планот предвидува подобрување на мониторингот на квалитетот на воздухот и на капацитетите на инспекторатите за животна средина, намалување на загадувањето од затоплувањето во домакинствата и од сообраќајот, зголемување на урбаното зеленило, управување со отпад, како и зачестени контроли на индустријските капацитети и на градежните активности. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека за реализирање на планот се обезбедени 2 милиона евра за наредната година и признава дека тоа не е доволно. Ми затоа се обидувам да најдам сојузници по овој пат во оваа борба за чист воздух и знам дека дека ме радува што повеќе добиваме поддршка и од меѓународни организации, и од пријатели кои што и од бизнис заедницата, бидејќи тоа е начинот сите заеднички можеме да стигнеме до почист воздух. Ова работа не е ни на поединец, ни на министерство, не барам алиби. Владата ја носи одговорноста, се разбира, и ние како поединци, но ова е една заедничка акција
која што се покажала дека само заеднички може да донесе резултат. Очекувате дека за 2 години ќе соопштите дека за 50% сме го решиле проблемот? Да. Бидејќи со активностите што ги планираме, ги знаеме загадувачите, така да ќе верувам дека ќе имаме добри и поволни вести. А додека ги чујат добрите вести, граѓаните продолжуваат да живеат во агонија со загадениот воздух.